колку луѓето може да се пријавуваат, дали на кој начин може да бидат од корис, а не да ви направат повеќе штета во целиот тој процес. Локалното население секогаш е најкорисно, бидејќи си го знае теренот, ги знае доловите по кои што се одвива пожарот и тие може да бидат корисни, но да не доаѓаат во влечки и во куси панталони, бидејќи вчера добар дел од луѓето беа во влечки, куси панталони и патеки, а потоа понесени од жарот на борбата со огнот, дали со лопати, дали со копачи, некој од нив и со гранки, тие мафтаат и влегуваат блиску до огнот и може некој од нив да биде повреден во најмала рака, доколку имат некакви гојзерици, чизми, панталони, горе да имат кошула или нешто друго на долги ракави, по можност нешто што не е синтетичко, односно лесно запаливо, но очекуваме од граѓаните да се го бранат своето. Вчера немаше потреба од останатите делови на Скопје таму да доаѓаат луѓе. Ние ако ситуацијата е навистина алармантна, ќе однесеме 100 војници, 200 војници, 200 полицајци. Сепак сме држава, влада и имаме доволен капацитет, но понекогаш едноставно нема простор за дејство. Но јас ја разбирам паниката кај граѓаните, ја разбирам нивната загриженост, бидејќи кога огнот доаѓа кон нивниот тимот, кон нивното село, кон нивното населено место, а при тоа првпат се соочуваат со таков голем пожар, таа е една очекувана, нормална човечка реакција. Ние кои што постојано го работиме ова, мене ми е веќе 5-та година да се расправам со вакви пожари, сме навикнати, нам не ни изгледа толку алармантно, што не значи дека пожарот не е опасен, но се разбира дека треба време да биде ставен под контрола.